Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Протест на студенти албанци со барање за полагање правосуден испит на албански јазик, поддршка од колеги од регионот. Мицкоски, Касами и Меджити најавија решение. Собранието го отфрли предлогот на СДСМ, министрите да имаат само македонско државенство. Предлогот на власта пак заглавен на Собраниска комисија по амандманите од ДУИ. Горивата од полноќ со повисока цена. Регулаторот ги зголеми максималните цени за 2 до 2,5 денари од литар. Попустот од окта веќе не важи. 19 повици од деца со самоубиствени планови лани на линијата Ало Бушевко. Менталното здравје на децата мора да стане приоритет, алармираат психолозите. Трамп повторно се закани. Часовникот за Иран отчукува. Заострена реторика во политичкиот живот, на што се должи ова, дали нормалноста се смета за слабост, ЕУ интеграции, борба со корупцијата, афери, скандали, имаат ли граѓаните се уште простор да веруваат во некаков исход на овие прашања? Во тема на денот анализа со комуникологот Бојан Кордалов. Останете со нас, почнуваме. Студенти и граѓани албанци попладнево протестираа во Скопје со барање правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Протестот почна на Камениот мост, а демонстрантите се придвижија кон Министерството за правда, кое е и надлежно за ова прашање. Во пресретна собирот средба во владата одржаа премиерот Мицкоски и лидерите на Вреди, Касами и Меджити, кои најавија решение за проблемот. Катерина Нешкова известува од центарот на градот. Катерина, кои беа пораките од протестот? Можевте ли воопшто да ги слушнете? Имаше ли некаков превод за македонските новини? Така е, Славица, пред повеќе од половина час заврши протестот на илјадници студенти, луѓе, главно албанци, кои што протестира и бара да се полага правосудниот испит и на албански јазик. Ова е втор протест кој што се случува за истото. Толпата тргна некаде од пред Камениот мост со 1 час за доцнување, околу 17:30 часот, бидејќи се чека да дојдат автобуси со студенти од Струга, Тетово, но и од Косово, значи од Приштина, како и од Тирана, Албанија. И додека не дојдоа тие, не почнуваше и самиот протест. И можам да кажам дека тоа бе и најбројниот дел од тука од присутните демонстранти на протестот. Се заврши дека пред Министерството за правда со обраќање на представници на студентите македонци, односно албанци од Македонија, како и представниците од Приштина и Тирана, но обраќањата беа исклучиво на албански јазик, не беа преведени на македонски, ниту пак представниците организатори сакаа да дадат изјави за македонските медиуми, иако тоа со радост го правеа за албанските портали и телевизиите на албански јазик. Беа секако испратени пораки со кои што се бара овој испит да се полага и на албански јазик, но главно доминира етничките теми, беа развиорени знамињата исклучиво на Албанија, албанското знаме, а беше скандирано и УЧК. Беше побарана оставка од министерот Филков, бидејќи тој е надлежен како министер, значи како Министерство за правда за полагањето на правосудниот испит, но за разлика од првиот пат, сега беа испратени од она што можевме да го разбереме од нашите колеги, дека беа испратени пораки и до премиерот Мицкоски, советувајќи му тој да ги слуша студентите албанци, бидејќи сите револуции, како што велат, започнале со студенти. Главно протестот овој пат поминуваше мирно, иако непосредно пред толпата да дојде од плоштадот до Министерството за правда. Овдека се случи еден мал инцидент. Официјалните податоци од МВР се уште ги немаме, но неофицијално се работи за две групи на студенти албанци кои што како предходница стигнале овдека пред Министерството за правда и една група на македонски момчиња кои што меѓу себе се спречкаа, меѓутоа и набрзо беа разделени од полицијата, дел од нив беа и однесени. Можеме да го видиме овој дел од протестот сега.
Каде споменав на почетокот дека пред одржувањето на овој попладневен протест во владата премиерот одржа состанок со лидерите на коалицијскиот партнер Вреди. Тие најавија одредено решение. Што значи тоа? Што точно е исходот од овој состанок? Да, така е. Непосредно пред протестот со цел веројатно да се смират страстите, бидејќи овие студенти подолго време бараат вакво решение, се одржа и средба помеѓу мицкоски и владините албански партнери. Тоа се Меджити и Касами како копредседатели на Вреди, и при тоа беше испратено заедничко решение во соопштение во кое што се вели дека се бара решение кое што е внатре институционално и согласно законите, или како што официјално соопштија од владата, беше нагласено дека само преку заеднички мудар и достоинствен пристап може да се дојде до решенија кои ќе значат напреток, меѓусебна доверба и заедничко чекорење кон иднината. Соговорниците се согласија дека образованието и знаењето представуваат темел на секоја современа и успешна држава. Од тука институциите активно работат на изнаоѓање на решенија кои ќе бидат целосно согласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците со цел обезбедување правна сигурност и функционалност, напиша од владата. Вакви слични пораки дека се бара решение испратија и од Вреди. Предходно, уште синоќа, Меджити и Касами и на своите Facebook профили објавија истоветна порака дека решение за полагање на правосудниот испит на албански јазик ќе има. Од ДУИ за сега не без официјален став, иако Бујар Османи веќе напиша на својот Facebook профил дека решението законско е тука и дека тоа е во рамките на Законот за јазици, само треба да се спроведе, додека пак Законот за јазици е пред Уставниот суд. Мора да споменам дека и пратеничката група на ДУИ беше таа која што и на Европскиот фронт ги пречека студентите на плоштадот и заеднички дојдоа тука протестираа пред Министерството за правда. Инаку дел од оваа дебата околу полагањето на правосуден испит на албански јазик беше и денеска и во собранието на седницата за опозицијски пратенички прашања. Предлагам да слушнеме дел од не. Ја утнавте работата и со законот за правосудниот испит, каде што требаше да се сте решиле за решавање на овој проблем, за давање на испитот на албански јазик. Во практика Министерството за правда, која денес излезе со истиот став наутро, го одби ова барање и ги отфрли барањето на инспекторатот, редуктирајќи го тоа на тест за јазикот. Како е ова? Значи, како ги раководите одлуките кои легитимират неприфаќањето на албанскиот јазик кај албанските студенти и се против албанскиот јазик. За прв пат централната власт го слушнала гласот на студентите и значи ќе го реши нивниот проблем една за секоја. Го истакнувам тука и ќе истакнам додека вие да се убедите дека е вака, дека правосудниот испит и другите испити кои се поврзани со природата на правосудниот испит во иднина ќе се дават на албански јазик. Ќе се полага, значи, на албански јазик, ова ќе го покажеме многу наскоро пред вас и јавноста. Така е, протестот, како што веќе споменавме, заврши, но очекувам вечерва да има и дел од политичките реакции особено помеѓу албанските партии, помеѓу влени, доимајќи предвид дека тие овдека на протестот официјално не ги скажа своите ставови, а гледам дека на социјалните мрежи веќе излегуваат првите реакции по повод ваквиот протест, за нив повеќе во вестите во 21. Катерина, те очекуваме во 21 часот, веќе се најавуваат и партиски пресконференции. Благодарам, ке те имаме во вечерните вести. Собранието не даде зелено светло министрите да имаат само македонско државјанство. Предлогот на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државјанства не доби поддршка од владеачкото мнозинство. Од опозицијата велат дека ако ваков услов се бара за пратениците, тоа треба да важи и за министрите. Паралелно, предлогот на власта пратениците да имаат само македонско државјанство останува заглавен во комисиите, откако ДУИ поднесе огромен број на амандмани. Правните дилеми остануваат дали ваквото ограничување е уставно издржано и реално применливо.
Пратениците во собранието не дадоа зелено светло министрите да имаат само едно македонско државјанство. Предлогот на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државјанства кои ги поседуваат, не ја доби поддршката од владеачкото мнозинство. За гласаа само 20 пратеници од опозицијата, не е доволно за да се отворат вратите за измените. Иницијативата дојде откако пратеници од ВМРО-ДПМН веќе предложија слични измени, со кои самите пратеници би биле ограничени да поседуваат само македонско државјанство. Има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државјанства на другите држави и со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада. Предлог законот со кој се предвидува пратениците да имаат само македонско државјанство засега останува заглавен во собраниските комисии. Иницијативата поднесена од пратеници од владеачкото мнозинство беше блокирана од опозицијската ДУИ со околу 200 амандмани. Предлогот отвори реакции во јавност. Дел од критиките се однесуваат на неговата избрзаност, како и на тоа дали е правно и уставно издржан. И премиерот Мицкоски предупреди дека пред вакви измени се потребни консултации со правни експерти. Аналитичарите пак посочија дека во земјава нема јасни механизми за проверка на државјанството, па мирката би можела да остане повеќе декларативна отколку навистина применлива. Во најголемиот дел од земјите во Европската унија на пратениците им е дозволено да имаат двојно државјанство. Тамара Дичевска, Сител телевизија. По собранието ден посветен за опозицијски прашања до представниците на владата. Вице-премиерот Арбен Фетаи и неговото отсуство од работното место, врсничкото и семено насилство, но и гужвите на границите поради новиот ЕС систем на Европската унија во фокусот на пратениците од опозицијата. Даниел Василев ја следеше дебатата. Каде е вице-премиерот Арбен Фетаи? Опозицијата на пратенички прашања го бараше Фетаи за да одговори колку работни денови имал во последните 6 месеци, но и да одговори кој ги плаќа неговите патувања и активности во Тајланд. Не е тука да одговори пред пратениците, не е тука да одговори пред македонската јавност. Не е тука да објасни како е можно еден функционер кој што е задолжен за отчетност и одговорност, самиот да стане символ на неработење, неодговорност, непочитување на законите, непочитување на граѓаните и непочитување на државата. Обичниот работник ако не се појави на работно место ќе добие отказ. Административецот ако направи најмала грешка ќе биде санкциониран. Заменик председателот на собранието Антонио Милошовски рече дека Фетаи не го известил собранието дека денеска нема да се појави во пленарната сала. Министерот за кого споменавте, господинот Фетаи, нема пратено известување дали би учествувал или не би учествувал на оваа седница. Пратениците дебатираа и за врсничкото насилство во училиштата, но и семејното насилство. Сања Лукаревска од СДСМ побара институционална одговорност за непостапување по пријава. Игнорирањето на насилството или одредување на тоа дали е мало или не, тоа насилство создава поголемо насилство. Институциите мора да проверат каде потврли системот пред врсничкото насилство да стане нормална работа меѓу децата. Заменик министерот за образование вели казните за родителите на децата насилници и те како ќе го намали насилството во училиштата. Со оваа законска мерка ние ќе ги вклучиме родителите да работат што повеќе со нивните деца и ова како мерка ќе влијае во намалување на бројот на пријавување на насилство во училиштата. Не велиме дека со ова законска измена ќе им се стави крај на ова проблематика, но многу ние ќе ги употребиме сите мерки и насилството во училиштата да биде што помал во број. Лукаревска прашуваше и за гужвите на границите со соседите членки на Европската унија. Министерот Муцунски вели дека на секоја досегашна дипломатска средба ова прашање било покренато, но Европската унија мора да донесе одлука за целата унија. И ниту една држава не може да даде повластување за граѓани на одредена земја која што не е членка. Грција до сега го суспендирала системот само за британски
патници, а за србите дала усно ветување. За нас официјален одговор се очекува после 15 мај. Бидејќи денеска сме 18 мај, моето прашање до вас е каков одговор добивте во врска со одложувањето на Entry-Exit системот за нашата држава? Една работа која што јас ја напоменувам на сите овие состаноци со министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија е дека не се само државјани на земјите од Западниот Балкан кои што чекаат во тие колонии, во тие гужви. И граѓани на земјите членки на Европската унија се предмет на тие непријатни услови кои што се создаваат на границите. Тоа што би можел да информирам јавноста е дека имаме разговори и со институциите на Европската унија и со земјите членки за во летниот период, кога ќе настанат најголемите гужви, да постои некој систем преку кој што ќе има олеснувања. Одговарајќи на друго прашање поврзано со евроинтеграцијата на Македонија, Муцунски кажа дека побарал средба со неговата нова бугарска колешка до крајот на неделава. За одговарање на прашање од опозицијата предвидени се само 2 часа. Оние кои не успеаа денеска да ги постават прашањата, ќе имаат можност тоа да го сторат во последниот четврток од месецов, кој е резервиран за пратенички прашања до представниците на владата. Даниел Василев, Сител телевизија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова од Љубљана порача дека Македонија не бара привилегии, туку доследна примена на европското право и почитување на идентитетските прашања. На средбата со словеничката председателка во фокусот биле евроинтеграциите, безбедноста на регионот и економската соработка. Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира, на историскиот и културниот идентитет на народите и на дигнитетот и интегритетот на индивидуите. Ако не сме спремни да го разбереме соседот во регионот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот во регионот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно. Денес Северна Македонија е во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската унија. Словенија, значи, и понатаму ќе действува во оваа се поголема група за иницирање на квалифицирано мнозинство и се надевам дека во блиската иднина Европска унија ќе осознае дека поддршката на процесите може да го забрза членството на новите држави членки во Европската унија. ВМРО-ДПМН со нови обвинувања за обвинителите Коларевич и Абази по запирањето на постапката за случајот Мазут. Од партијата тврдат дека обвинителскиот тандем постапувал во корист на поранишните функционери на СДСМ и ДУИ и дека не биле земени предвид докази, извештаи и сведочења и потребните вештачења. ВМРО-ДПМН бара по високите обвинителски инстанции да отворат истрага за истрагата за случајот. Коларевич и Абази застанаа цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут, вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јаховски, Адријан Муча, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, без да ги спроведат во судница. Коларевич и Абази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со мазут во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистоти во мазутот. Не ги интересира релевантни лица од СМ да ги повикаат на разговор, туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат. СДСМ со остри реакции по видеото во кое фудбалери на Вардар сексистички ја омаловажија Каролина Гучева, една од најголемите македонски музички звезди. Од форумот на жени на партијата побара одговорност од менаџментот. Повампирените ликови од времето на Груевски, меѓу кои Миленко Неделковски и Сашо Тасевски, јавно шират навреди, понижувања и омраза кон жените.
Последни жртви на срамни напади и говор на омраза се македонската пејачка Каролина Гочева, како и континуирани навреди, клевети и омаловажувања кон нашата портпаролка и жените од СДСМ. Форумот на жени на СДСМ ги осудува и најавува дека ќе поднесе соодветни пријави. Одговорност мора да има. Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен од функцијата извршен директор на ФК Вардар. Сашо Тасевски да биде соодветно санкциониран и да му бидат блокирани видеата на социјалните мрежи полни со навреди и понижувања за жените. И Фудбалската федерација на Македонија викендов ги осуди дел од славеничките стихови на играчите на Вардар. Случајот сега е во рацете на дисциплинската комисија на федерацијата, од каде се очекува одлука во следните неколку дена. Од ФФМ порачаа дека ваквите навреди, вулгарности и говор на омраза немаат место во фудбалот и дека ривалството меѓу клубовите треба да биде достоинствено и со меѓусебна почит. Особено е неприфатлива потребата да се повикуваат навредливи содржини и да се пеат вулгарни и навредливи текстови при прославувањето на победа, соопштиат федерацијата. Осуда стигна и од министерот за спорт Борко Ристовски, кој побара јавно извинување и порача дека министерството ќе бара начини ваквите случаи да бидат санкционирани. А во тема на денот и политичката и општествената реторика ќе анализираме со Бојан Кордалов, комуниколог. Добро вечер, ви благодарам што сте во тема на денот. Добро вечер, благодарам многу за поканата. Дел од темите и заедно ги проследивме во студиото. Европска унија, корупција, афери, меѓуетнички теми, различни меѓупартиски препукувања. Имаме ли, Бојан, нерешливи политички прашања или имаме еден комуникацијски проблем дека никој никому веќе за ништо не му верува? Комуникацијски проблем имаме одамна, меѓутоа има отсуство на волја. Отсуство на волја да се бавиме со реални прашања, со решавање на реални проблеми. Туку едноставно матрицата која што вели обвинувај го другиот за да не те обвинуваат тебе, нештото кое што се случува постојано. Нема друга алтернатива освен да се смени лентата, а нема друга алтернатива освен да се кажат дека проблемите ќе се решаваат и да се подметне грб, и нема друга алтернатива од тоа да опозицијата разбере дека ќе дојде на власт тогаш кога ќе треба да дојде, а власта дека ќе остане на власт до тогаш кога ќе решава проблеми. Ако се постава така, ќе биде добро, ако не, едноставно, како и секој пати до сега, ќе бидеме во една спирала, која што на крај ќе заврши и ќе почне една сосема нова спирала, но граѓаните ќе бидат повторно апатични и несреќни. Би сакала подоцна малку и за апатијата на граѓаните. Гледаме на реторика околу ЕУ, во која сите се за членство во Европската унија, но немаме заеднички се чини согласен пат како до таму. Опозицијата се посилно говори и поагресивно е наметнува тезата дека неизбежно треба да се спроведат уставните измени, но тоа го прави во ситуација во која го нема соодветното мнозинство во парламентот, а нема ни поддршка од јавноста за еден таков чекор во моментов. Како гледаш на реториката и на темите кои се наметнуваат поврзани со Европската унија? Ако Европската унија се партизира и се поларизира, тоа се прави за жал во континуитет, ефект и резултат никогаш нема да има. Европската унија е прашање кое што значи иднина за секој човек. Значи подобро здравство, подобро образование, значи подобар живот, значи стандарди и реформи за македонските граѓани, за секој човек граѓанин на Македонија. Ако оваа тема стане предмет на меѓупартиски препукување како што ја гледаме, тоа значи дека не се работи од ниедна страна на европската агенда. Се станува членка на Европска унија кога се работи на реформи, кога се работи на решавање на отворените прашања и кога се работи на буквално следење на оние партнерски чекори кои што треба да се направат. Додека е во партиските кујни, значи дека не се работи на тоа, а цехот, како и секогаш, за жал се плаќа со различни тажни случаи, како автобуски несреќи, како дискотеки, како бродски несреќи, како буквално ерозија на целиот систем, како барање помош за поддршка од ЕУ кога горат планините или кога се заканува пожарот или поплавата дојде близко до куќите, едноставно се останува надвор. Изборот е на граѓаните пред се, но и на политичарите дали ќе работат или пак ќе зборуваат. Кога гледаме повеќе зборување, очигледно работа конкретна нема. Ако немаме надпартиски став поврзан со патот до ЕУ, може ли да имаме надпартиски став кога станува збор за борбата со корупцијата? Оваа тема се чини дека е најлесна предизборна тема и реторика и политика, но постизборно е најтешка државничка политика за спроведување. Зошто тоа постојано ни се случува?
Прво, ќе бидам директен, не верувам дека компромис и заедништво може по било која тема да има помеѓу партиите, затоа што се доведува во ситуација со лоша комуникација, не можам дури да ја наречам кавгање пред кооперација, бидејќи кооперација стана буквално институција и пример како треба да се разговара, за жал, споредно со македонската политика, и не верувам дека од тоа враќање има, барем не додека не се сменат темелно работите. Едноставно, кавгата стана систем на префрлање на вина и одговорност и алиби за да не се работи директно, се менуваат работите. Зошто антикорупцијата се фаќа како тема? Заради тоа што во ситуација во која што имате огромен процент на социјално загрозени луѓе, кога растат цените, кога стандардот опаѓа, и тоа се случува во континуитет, да бидеме реални, не се случува со оваа влада или само со претходната, туку постојано се случува. И едноставно вие се фаќате за нештото кое што барем на ден, два, недела, месец дена на луѓето ќе им даде некоја сатисфакција дека се подобруваат работите, тоа е борбата со корупцијата. Борбата со корупцијата е институционална работа, не е работа на пресконференции и не е работа на политички партии. Борбата со корупцијата е работа на институциите и јас верувам и знам многу луѓе од буквално од сите институции кои што работат навистина професионално на таа тема. И се додека политичарите кажуваат што треба, што не треба да се постапи во правото, во истражните органи и така натаму, до тогаш тие не се антикорупцијски настроени, туку тие на некој начин се грижат за некаква потенцијална корупција или спречување на антикорупцијската битка. И ќе ве потсетам дека во континуитет имаме разочарување кај сите граѓани кога се надеваат дека ќе дојде правда, ќе дојде борба со криминал, после секој изборни циклуси за жал излегуваат несреќни и разочарани, бидејќи тоа не се случило. Се гледа дека постојат одредени случаи што се санкционираат и тоа е неспорно, меѓутоа велам дека мора да разберем дека институциите го прават тоа, не политичарите. А политичарите се надпреваруваат да бидат повокални, погласни за тоа кој ќе ја реши корупцијата, а при тоа перцепцијата, односно начинот на кој што граѓаните прецепираат колку има корупција, за жал не опаѓа, току или стагнира или расте. Ја спомена апатијата уште на почетокот. Мене ми е многу тажно кога ќе слушам дека дел од политичарите дури ги обвинуваат на некој начин граѓаните зашто се незаинтересирани или апатични, особено кога ќе дојде ден на избори, кога ќе видиме се помала и помала излезност. Мојата перцепција на темата е дека граѓаните не се незаинтересирани затоа што не се грижат за државата, туку затоа што се заситени од ЕУ интеграции без напредок, од корупција без епилог, од афери без одговорност, од меѓуетнички тензии кои се креираат кога треба да се соберат политички поени. А можеме ли да ги нахраниме граѓаните со некаков оптимизам дека сето тоа може да се промени, а не да ги обвиниме затоа што повеќе не веруваат и имаат еден тивок отпор кон нефункционалноста на системот? Може само да ги убедиме луѓето со дела, бидејќи слушано пароли, ветувања во 35 години има многу. Меѓутоа, секој пат кога ќе ве убедува политичарка дека вие добро живеете или дека вие лошо живеете, треба 4 пати да проверите дали е тоа така. Бидејќи ако е нештото вистина, нема човек, нема личност која што не е свесна за тоа. Така, ако излегувате, викаат денеска се живее подобро од вчера, значи знаете дали е така или не. Или обратно, ако викаат денеска се живее полошо од вчера, вие знаете дали е така или не. И секој човек тоа го знае. Така што ако сакаме да се промени работата, мора дела. И мора активност која што подразбира фокус кон граѓаните. Во спротивно, еве денеска се бајлево на панел организиран во рамки на ЕУСЕР, конференцијата на која што учествував беше јасно кажано од соговорничката од Естонија. Вели, ако се прави класичен пиар на тоа дали Естонија е дигитализирана, а при тоа граѓаните тоа не го чувствуваат, ќе бидат разочарани. Вика, разликата наша од пред децени кога започнавме во комуникацијската стратегија беше дека велевме тоа се резултатите и она што ќе го кажеме ќе кореспондира, ќе биде еднакво видливо од секој човек. Така што едноставно тоа е рецептот, најпросто кажано. Правете ги работите и оставете ги луѓето да ги искоментираат. Не вие, бидејќи ние предолго со децени се дојдуваме во ситуација на политички гласноговорници кои што излегуваат и викаат денеска вака е, денеска ова, благодарение на нас се случи ова, или ние пошто не сме, бидејќи не сме, се пропаѓа. Тоа е, како да ви кажам, не? Знаете, како граѓани кои што не знаат и немаат свест. Граѓаните, секој човек е свесен, знае, чувствува или не. Едноставно само тоа е решението. Доверба во луѓето и работа на конкретни работи, помалку зборување. Видовме меѓу темите на денешниот ден, барем, а и во изминатиот период таа тема е актуелна, околу правото на граѓаните
од албанска етничка припадност да полагаат правосуден испит на албански јазик. Видовме денеска и масовни протести вторпат во главниот град. Дали е тоа вистина барање на права? Мислам, дали може граѓаните да го перцепираат како такво или сепак имаме еден етничко партиски надпревар на ваквите теми или можеби е двете? Не, апсолутно имаме етничко партиски надпревар, бидејќи за жал етничките прашања никогаш не се затворија како општествен договор. Бидејќи функционирањето на секоја држава е општествен договор. Како ќе се договорат луѓето, граѓаните преку изборот на институции, власти да функционираат. И прашања од типот на јазик не смеат да бидат кошница. Гласно и јасно. Еве јас ќе поставам едно попат доаѓав и многу го мислев ова прашање. Не знае, си велам ако е тема би сакал буквално вака. Во 35 години се иселија 500.000 луѓе од Македонија. Тие студираат, работат, биле во значи едноставно се интегрирани од Америка, Канада до Европа, не знам, Германија, Швајцарија, Холандија, Белгија, Австралија, да не збориме за соседството. Студенти во Словенија, Хрватска, Бугарија, Србија и така натаму. Сите тие луѓе студирале или студираат на некој друг јазик. Никој не ја спори нивната професионалност, тоа се наши браќа, сестри, внуци, пријатели и така натаму. Значи, треба да бидеме практични како што сме практични во светот. Значи, треба да престанеме да го сметаме јазикот како надпревар кој е поброен, кој е поважен, кој е помалку важен. Јазикот е средство за комуникација, точка. Јазикот е начин во кој што ние треба да се разбереме или не. А се друго се квалитети, квалификации, се вредносен систем кој што ни е потребен да го имплементираме масовно во Македонија. Не битно дали е некој македонец, албанец, да не ги редам сите етнички заедници. Битна е стручноста и квалитетот да избие напред. А додека се спрепнуваме на каменот, кој што вели на кој јазик, а при тоа пазете, албанскиот јазик е јазик мајчин и официјален за огромен процент од населението, како што и македонскиот е исто така. Чи ние се спрепнуваме на јазик, а не одиме на квалитет. Така што се додека тоа биде надпревар и тоа биде тема на кавги на политичките партии повторно, значи дека некој од тоа профитира, а тоа не се граѓаните. Бидејќи граѓаните може да профитираат само со стручност и компетентност напред, а таа не може да дојде напред заради тоа што вакви работи кои што треба да бидат општествени решени лесно, стануваат и вријат со децении и потоа доаѓаат на маса и едноставно засенуваат. Единствената и најголемата среќа зошто веќе 5-6 години не гледаме блиц војни инциденти е членството во НАТО. Инаку етничките тензии пред да станеме земја членка на НАТО се резултира со диво населје, со конфликти и слично. За жал, а денеска се уште се закануваат да вријат, меѓутоа барем за среќа не се прелеваат во некакво гинење, во некакви тензии. Но автобуските линии се уште за жал сведочат за напади, младите се уште пред одредени локали се тепат и секој пат кога ќе се закараме за техничко прашање, а не за тоа што навистина ни е потребно како луѓе на сите, треба да се сетиме дека тие млади луѓе, тие деца нас не гледаат. И тие роднини пријатели што по цел свет што учеле на многу јазици или што работат на многу јазици се наши блиски за кои што викаме вау, браво, успеа. Така што јазикот не може да биде пречка, може да биде само политиката таа која што сака да го политизира прашањето за да добие политички поени, а ќе изгубат граѓаните секој од нас. За тој политички јазик имам чувства, не знам дали ќе се согласиш, дека почна да се перцепира како слабост во реториката ако некоја политичка партија користи нормалност во говорот, како партиите да почнат да се обраќаат само на своето најтврдо партиско членство, заборавајќи на сите оние неопределени, незаинтересирани, разочарани граѓани и гласачи. Дали ова значи дека одиме во предизборие или ова стана секојдневен партиски, политички речник во Македонија? За жал, кога ќе тргнете на патот на радикализација во комуникацијата, нема да можете сами да застанете. Ќе треба некој да ве седне и да ве смири. Тоа можеби нема да биде војна, а од класичен калибар, меѓутоа ќе заврши со некаков рамковен или некаков преспански договор, бидејќи едноставно вие сте изгубиле осет. Знаете како, ве гледа вас реална публика, реални луѓе. Не се тие луѓе, прво не користат такви фрази, второ многу добро разбираат. Трето, се што имате да кажете може лесно да се каже. Така што не сум оптимист за оваа комуникација, нема да донесе добро никому, во прв ред нема да донесе добро на највокалните, а потоа и сите други ќе ги вовлече надолу. Но ајде да дадам 3 примери што не сум ги дал до сега, ги размислувам исто подолго време. Само минатата година ќе наберам 3 примери на политичари кои што водеа позитивна кампања.
Тој е градоначалникот на Њујорк. Се надевав дека тој прв ќе Така е. откажат. Еден од трите, со него ќе почнеме. Градоначалникот на Њујорк, кој што воопшто не водеше војна со председателот на САД Доналд Трамп, туку водеше буквално кампања на промоција како ќе го промени Њујорк, што ќе направи, а како ќе се погрижи за цените на квадратот и така натаму. Доби, лад. Премиерот на Холандија, тој е вториот пример, кој што водеше постојано позитивна кампања и се пресмета со традиционалните партии таму, вклучително и тогашниот премиер, близок до идеологијата на Трамп, но и со другите, изби на првото место и веднаш можеше да формира влада и да се вратиме во Македонија, во Скопје. За прв пат опозицијската партија не доби ни второ ни трето место, туку второто место го имаше кандидат кој што за разлика од својата партија водеше исклучително позитивна кампања. И тоа беше наградено и видено. Така што кога партиите прават калкулации, што прави црната кампања, треба да направат малци оваа калкулација и да разберат дека од црната кампања и ширењето на омраза на крај ве обвива вас. Вие можеби ќе поентирате година, две, дури 10 години. Меѓутоа, перспективно нема да победите. Заради тоа што само позитивната ветувачката и кампањата која што ги буди кај луѓето позитивните чувства може да направи промена, ама промена и да ве задржи на власт, но промена и да ве смени од власт. Дали гневот стана комуникацијска стратегија и на социјалните мрежи со оглед на тоа што веќе партиските пресконференции практично малку и очекуваат партиите дека ќе се најдат на телевизија, многу повеќе ги гледаме во форма на рилови, постови на социјалните мрежи, станали бидејќи во коментари, шерување и така натаму, станали тоа стратегијата, гневот да се разбуди кај секој оној кој што ве следи, ве споделува? Не сум сигурен дека тоа е стратегија, но сум сигурен дека тоа е награда наместо аплауз. Секоја личност која што е јавна посакува аплауз, признание. За жал, нашите политичари во Македонија и во регионот се радуваат кога на другиот повеќе му се ука. Кога наместо оваци добива нешто негативно. И пресметката кај нас не е кој е подобар, многу често туку кој ќе го повлечете да биде подолу. Се вие во една таква работа, прашање на време е кога самите ќе се спуштите, сам подолу и од ова накрај, зборувам во комуникацијска смисла. Така што, за жал, не сум сигурен дека коментарите прават некој влијание и она што од најанекдотал евиденс, како се вели, може да го видите, која ќе објави, да речеме, опозицијската партија, ги привлекува провладините во наводници луѓе, или луѓето што не се тоа се анти-опозицијски расположени луѓе, да исторат коментари обратно, кои ќе видите кај владеачките објави, ќе видите антивладини ориентирани луѓе кои што коментираат. Јас не мислам дека тоа е мерило, меѓутоа, знаете, во отсуство на понуда, и граѓаните враќаат со тоа што го нудите. А во ситуација во која што ќе понудите нешто конкретно и ќе реализирате, и граѓаните ќе ви вратат со ми се допаѓа или не ми се допаѓа понудата. Што е потребно за да излеземе од оваа политичка бучава? Еден ваш завршен сублимат. Две работи повторно. Првата работа е волја. Волја нема, заради тоа што очигледно волјата е да се држи овој систем, бидејќи секој добива нешто од ова, но не добиваат граѓаните. И втората работа е фокус кон граѓаните. Тоа го потенцирам секогаш и го кажем и сега. Само комуникација која што ги гледа пред себе граѓаните, како среќни и задоволни од тоа што се нуди, е вистинска комуникација. Додека вие како политичка партија ја гледате другата страна, спротивставената страна карши вас, вие едноставно природно црно го пишувате соопштението или пресконференцијата. Зашто вие сте полни со вака ќе ми рече, така ќе ми не, ако напишем вака, тоа е рефлекс. Значи, најпластичен совет, кога се седнува, се пишува или објавува нешто, гледајте ги граѓаните. Целната група, гледајте среќни луѓе. Луѓе кои што сега во моментот не може да си дозволат добра цена на квадратот и вие имате некое иновативно решение со кое што за таа категорија на луѓе ќе биде квадратот подостапен или кредитот подолг и едноставно ќе рече да, ова ми требаш. Тоа гледајте го пред себе, а не политичкиот противник. Зашто по теорија и по пракса, значи ако вие се обраќате на вашите противници, тогаш што очекувате да ви дадат аплауз? Па припадниците на ДУИ, кои се обраќаат на Влен, на Вреди, што и да кажат, никогаш нема да добијат аплауз да е најдоброто решение. Тврдото крило никогаш нема да поддржи. Че вие се борите за целните групи, за луѓето, за човекот, личноста пред вас која што сакате да понудите решение. Се заборави дека политиката е за решение на граѓаните. Едноставно политиката станат предолго за лидерите, за препокувањата, за кој е подобар, како му кажа, како и кажа. Мислам, нешто кое што не води никаде. Благодарам, Бојан, за
Ова навистина е квалитетна анализа вечерва во тема на денот. Благодарам за можност да честни. Горивата од полноќ повторно поскапуваат. Регулаторната комисија одлучи дизелот и Евросупер 98 да се зголемат, цените се зголемат за 2,5 денари, а Евросупер 95 за 2 денари по литар поради растот на цената на нафтата на светските берзи и посилниот долар. Во новите цени веќе се вкалкулирани намалените акцизи и пониското ДДВ. Но од утре престанува да важи и попустот на окта кон бензинските пумпи, што за граѓаните ќе значи поголем удар. Дизелот реално поскап за 5,5 денари, а бензините за 4 до 4,5 денари по литар. Наташа Мерсовска. Поскапуваат горивата од полноќ. Дизелот и 98 октанскиот бензин за 2,5, Евросупер 95-ката за 2 денари по литар. Одлуката ја донесе Регулаторната комисија за енергетика врз основа на растот на цените на нафтата на светските берзи и повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Во овие цени е вкалкулирана и владината одлука за намалени акцизи од 2 денари за сите горива, како и пониското ДДВ од 10% за бензините. Попустот кој окта им го даде на бензинските од 2 денари за горивата и 3 за дизелот, од утре веќе не важи. Тоа значи дека граѓаните ќе точат за 5,5 денари поскап дизел и за 4 до 4,5 поскап бензин. Во меѓувреме цените на нафтата на светските берзи и натаму растат, поради зголемените тензии меѓу САД и Иран, како и стравувањето од растечка инфлација. Барел Брент достигна $110, за попладнево да се спушти на $108. Die Anleger starten angespannt in die neue Woche. Der Ölpreis ist höher im Vergleich zur Vorwoche. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die USA und der Iran entsprechend den Ton verschärft haben. Gibt es weitere militärische Operationen im Iran? Das steht aktuell an der Börse zur Debatte. Man wird sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist der Ölpreis ein deutliches Stück höher und der Ölpreis ist natürlich nach wie vor ein Indikator für die Inflationssorgen und für die Konjunktursorgen am Markt. Je höher der Ölpreis ist, desto defensiver sind die Anleger. Доколку цените на нафтата продолжат да растат и се одразат врз поскапи цени и кај нас, од владата најавија можно намалување на ДДВ-то кај храната од 5 на 0%. Проценките ќе се прават врз основа на анализите на Државниот инспекторат, кои ќе завршат за 2 дена. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.